Добро вечер со топ тема на ваша страна. 10 сантиметри снег повисоки од планина. Кој е одговорен за непроодните патишта и смрзнатите улици? 3 фирми добија милион евра за чистење. Одговорија ли на задачите заедно со јавното предпријатие Македонија Пат? Општините за оваа година ќе потрошат 2,3 милиони евра за воредни трошоци за зимско одржување. Но граѓаните наместо да одат, се лизгаа по тротоарите. Истражуваме во топ тема на ваша страна кои се фирмите од Зајас, Демирхисар и Тетово, кои земаа милиони за да ги чистат патиштата. Зошто никој не проверува како се трошат парите за чистењето на снегот? Вечерва на оваа тема дебатираат професорот од Градежниот факултет Горан Марковски, Душко Петровски од Центарот за управување со кризи и Зоран Ѓуровски, долгогодишен член на Советот за безбедност во сообраќајот и поранешен началник во МВР. Останете со нас во следниот час и половина. Добро вечер за моите гости и благодарам што еве во вакви услови дојдовте во телевизија Телма. Сите сте стручњаци во своите области и вечерва ќе разборуваме за она што се случуваше во два наврати, последиците од снегот, голомразицата и ниските температури. Реков веќе дека имаме и неколку прилози и анализи направено, а директорот на Македонија Пат не можеше да дојде во емисија и со него снимивме интервју што ќе го видите подоцна. Па еве господине Петровски, како Центар за управување со кризи, зошто граѓаните добија впечаток дека за време на празниците со првото паѓање на снегот, како надлежните служби да не одговорија на задачите? Дали е за тоа виновен системот кој не профункционирал на време или кога врне снег никој не сме да излегува од дом? Благодарам најпрво за поканата во вашата емисија и во вашата телевизија. И би сакал да кажем дека Центарот за управување со кризи е институција, државна институција, која е одговорна да обезбеди постојана комуникација, координација и соработка помеѓу сите субјекти во системот за управување со кризи. И кога збориме за субјекти во системот, тука се сите органи на државната управа, понатаму јавните предпријатија, инспекторатите, трговските друштва, невладините организации и други. Важна категорија на субјекти во оваа прилика би ја споменал и единиците на локална самоуправа, 81-та ја општина во Република Македонија и градот Скопје и населението. Центарот за управување со кризи во овие насоки и согласно Законот за управување со кризи пред започнување, односно пред доаѓање на ова невреме, во рамки на законските надлежности преку владините две тела, Управувачкиот комитет и групата за процена, заседаваше на 3. Значи, тоа е дел не превенција, туку рано предупредување фаза, 2 дена пред започнување на ваквата една елементарна непогода што беше најавена од Управата за хидрометеоролошки работи. На самиот состанок и седница на Управувачкиот комитет со која заседава подпредседателот на владата и министер за здравство господинот Никола Тодоров, 5 останати министри, директори на меѓу другото и директорот на Центарот за управување со кризи, беа донесени повеќе од 20, поточно 27 заклучоци на Управувачкиот комитет, кои беа заклучоци со одредени задолжувања за органите на управа и препораки на единиците на локална самоуправа како да постапуваат во наредниот период. И дали потврдија или зошто добивме впечаток дека на патот имаше и регионални, меѓутоа имаше и автопати кои не беа проводни, а да не зборувам за локалните самоуправи и за улиците во општините? Би сакал да потенцирам дека главната институција која на државно ниво требаше да одговори на овие задачи е Македонија Пат. Имајќи во предвид дека Македонија Пат има во надлежност околу 4500 километри магистрални и регионални патни правци во Република Македонија кои се во надлежност за чистење на Македонија Пат, мислам дека согласно расположивите човечки и материјално-технички ресурси, таа се справуваше 24 часовно од моментот кога започна
паѓањето на снег 25 сантиметри, некаде снегот беше во овие рамничарски делови, но целата работа беше нагласена и предходно во препораките што управувачкиот комитет ги даде и до населението и до сите надлежни институции, дека комбинацијата на снежни врнежи и енормно ниски температури со големи ветрови, особено во рамничарските делови на Овчеполието и на други места на територијата, ќе го направат она што навистина и се случи на поедини места. Препораките кои беа дадени особено до населението во неколкуте прес-конференции, како на портпаролот на владата, портпаролот на Министерството за здравство и Центарот за управување со кризи, мислам дека целосно не беа почитувани од граѓаните и од одреден број на несовесни возачи, особено на тешките теретни возила, кои се обраќаа низ делниците во Македонија. Токму во собраќајот вие сте експерт во оваа област, господине Ѓуровски. Кога тргнал човек на пат, и беа празници, на 5 многу патуваа луѓе за да стигнат дома на 6 затоа што беше бадник. Камиони кои тргнале со товар. Што треба да направат? Да застанат и да не патуваат, затоа што од една страна снегот и не беше толку голем, имало и поголеми снегови на кои што тие патувале, а патуваат и низ други држави каде што и на тој снег можат да поминат. Колку се виновни граѓаните, возачите, а колку пак и другите служби? Пред се ви благодарам на поканата што сум дел од оваа емисија и поздрав до гледачите на Телма. Јас мислам дека ова количина на снег што падна некаде меѓу 22 и 25 сантими просек на ниво на држава, не смееше да направи пореметување од ваков тип, затоа што нити пак се препорачува, нити па смее возачите кои што имаат особена потреба, дали се тоа возачи на патнички моторни возила, на товарните возила, да не патуваат. Имаше без посебна потреба да не се патува, тоа треба да се респектира и почитува, и веројатно дел од нив го почитуваа. Меѓутоа, имајќи преди дека се работеше за празници, за случајни аранжмани и не знам што и така натаму, мислам дека институциите надлежни за оваа проблематика, малце ќе бидам критичен, не беа на висина на својата задача. Доста таа парола са да ме снего на шега ме изненади во јануари и така натаму, меѓутоа јас се ве потсетам за на парола политичка беше во поранешниот систем, не знам точно ама ќе ја парафразирам, да живееме во мир и спокојство, ама да се подготвуваме дека утре ќе има војна. И се можеме да повлечеме на паралела токму преку оваа парола и ова што е со темата за која што денеска ние разговараме. Значи, однапред треба возилата на Македонија пат да бидат сервисирани, да се направи проценка дали ги задоволува потребите бројот на возилата, дали е набавено навреме одредени абразивни средства, сол, песок и така натаму. Тоа се прави пред да настапи зимата. И има надлежни служби што тоа го контролираат или треба меѓусобно да се координираат и да работат. Едино оправдување може да се каже во овај дел на проблемот што се случи се енормно, навистина ниските температури кои што направи сериозен проблем. Меѓутоа полицијата можела да реагира и да направи забрана за одредени патишта да не се на време да ги забрани одредени патни правци ако мора, бидејќи по законот има таква надлежност. Полицијата е прва истурен дел на критичните места која што треба да алармира и да повика, меѓутоа пак ќе речем, ова висина на снегот, а снегот не беше јуже, знаете, ниски беа температурите, едноставно машините требаше да го одуваат. Не беше потреба многу ножевите да работат, па тоа лепи, па не оди и така натаму. Меѓутоа, малце стално не фаќа како да сме изненадени, односно да не сме доволно опремени и одговорни. Професоре Марковски, вие сте професор на градежниот факултет, специјалност ви се бетонски мостове, меѓутоа и инфраструктурата на патиштата, затоа што тоа и го работите. Во однос на подготовката на таа инфраструктура, колку е битна превентивата, ова што го спомена и господинот Ѓуровски, колку патот треба да се подготви за невреме или за снег. Зимата знаеме доаѓа, ги знаеме температурите, патиштата веројатно треба да бидат подготвени. Секако добро вечер и од мене, благодарам за поканата.
Секако превентивата е најбитна во сите области на нашето живење, па така и во делот на инфраструктурата, односно изградбата на објекти кои се од животно значење за државата и нормално за регионот и пошироко. Автопатските делници во Македонија се дел од европските коридори и секако тие имаат и многу пошироко значење. Водењето сметка за ваквите проблеми, а сведоци сме дека во последно време некако природата многу често почна да не опоменува, како да и се налути на Македонија. Не знам зошто, но еве, имавме една сериозна поплава, последици со големи последици, имавме серија силни земјотреси, еве сега ни се случува еден поварен студ со снежни наноси. Да, тоа што велат во 50 години еднаш се случува, нас во една година се не се случи. Именно, таа е таа веројатност која некогаш може да ви се случи и многу брзо, сето тоа заедно, но треба да го сватиме како помена, како понатаму. Справувањето со ваквите кризи не е настан. Справувањето со вакви кризи е процес кој трае постојано, бесконечно. Односно, подготовката на сите учесници во системот, задолжени за разни сегменти од овие кризи, треба да е постојана, да се надоградува, институциите меѓу себе постојано да координираат, да се прават стратегии за обезбедување на опрема, следење на новитети во областа. Тие се голем број, веќе споменам сега само еден, што и не е новина во светот, прскање со разредена сол пред замрзнувањето. Тоа и како помага да не дојде до замрзнување и да потоа механизацијата многу полесно го отстрани снегот од коловозот. И ред други работи. Тоа е скапо, па не се применува кај нас или ми е страв да не го оштетат автопатот, па треба... Не, автопатот од тоа не се оштетува, напротив, мислам дека е многу подобро решение за постелката, односно за површинските слоеви, отколку фрлање на сол, а да не зборам за заштита на животната средина, на што во светот се полага многу внимание, ние се уште до таа лекција не сме дојдени. Водењето грижа да не ни се случува вакво нешто на патиштата треба да почне уште при нивното проектирање, именно да си одбегнуваат решение во осојничави места, значи трасата да се влече на страна која е осончена, која е потопла, каде нешто има помал ветер и ред многу други работи. Тука ќе начнам само една стара болка во инженерството, каде што интелектуалниот труд се третира како било каква дејност, па за него важат и оние услови од тендери, јавни набавки и така натаму. Вие може да добиете многу поевтин проект, а после тоа да ве чини тоа многу пати поскапо. Еве, прашањето само се наметнува. Дали сето ова се зема во предвид? Значи, вие на 3 јануари сте го свикале тој кризен штаб заради ниските температури. Меѓутоа, секоја година се поставува истото прашање, тоа што и гостите велат, зошто не е проверена механизацијата, зошто не е инвестирано ако е застарена, дали има доволно луѓе за да се справат со тоа. И на крај ќе дојдеме и до прашањето се најмуваат и контракторски фирми за договори кои што тоа треба да го направат и дали тие одговориле на задачата. Значи, дали вие како ЦУК сето ова го имавте во предвид пред 3 јануари? Од и 3 веќе било нож до коска. Температурите се најавени и тоа е кризен штаб веќе. Би сакал да кажем, како представник на Центарот за управување со кризи, не би имал надлежност сега да зборам за договори кои ги имаат подпишано единиците на локална самоуправа со одредени предпријатија за помош во чистењето на патиштата од локални патишта кои се во нивната надлежност. Бидејќи патиштата во Република Македонија, како што спомнав, се во магистрални и регионални во надлежност на Македонија пат, со 37 подружници, делува на овие 4500 километри некаде патишта и другото се останато е под единиците на локална самоуправа. Меѓутоа, дали стратегијата е во ваши раце, да речеме? Договорите кои ги подпишуваат се индивидуални договори и секако тоа треба да се обратите можен до овие институции во овој сегмент. Центарот за управување со кризи како државна институција и во делот на превенцијата, бидејќи 3 фази распознаваме преку Законот за управување со кризи, делот на превенција, претходно значи подготвување на целиот систем за справување со одредени ризици и опасности кои може да настанат во догледно време. Втората фаза е рано предупредување. Ова е таа фаза што сега 2 дена претходно наидува бран и ние го согледуваме тоа и го свикуваме дел од системот кој е надлежен да се справува. Меѓутоа, дали вие влегувате во стратегијата ова што спомна професорот да се направи една стратегија за превенција? Така. Значи, ако треба да се купи и средства, ако треба во инфраструктурата, во проектирањето да се учествува.
Стратегијата за набавка на средства, опрема, моторизирана, материјално-технички средства, опрема и возила се секако стратегија на самите единици на локална самоуправа, на самите предпријатија. Тука Центарот за управување со кризи не делува директно во ингеренциите на овие институции. Станува збор, значи, за 81 единици на локална самоуправа и Македонија пат, кои се одговорни сами пред населението. И па еве како ти одговорија од општините, ќе го прочитам уште еднаш податокот, што го кажав и во вести, значи тие за оваа година општините ќе потрошат 2,3 милиони евра за воредни трошоци за зимско одржување. Меѓутоа какви беа патиштата во општините, какви беа тротоарите, што велат граѓаните и колку пари која општина потрошила, преку прилогот на Миомир Серафиновиќ, кој истражуваше и ги има податоците во однос на трошоците по региони за зимско одржување, во однос на општините и во однос на сите пари што се потрошени, дали тоа може да се види и на терен. Веќе 39 години работи во комунална хигиена во Скопје. Наредната Илми Исмаил треба да замине во пензија. Неуморно со лопатата кршеше мраз на раскрсницата во центарот на Скопје. На минус 15 и по некоја солза во окото му капнуваше од студот. Мачно се потиме, се прехладуваме, цел ден сме надвор. И затоа тоа е. Еве, отвараме пешачки премини за народот да проаѓа. Но имаше премногу мраз, а граѓаните беа незадоволни. Не организирате во оваа држава, што е организирано па и тоа. Едноставно. Не ве слушам, читам некни. Катастрофа, вика Имаат, хаос на вика, патиштата. од, не ми текнува која фирма беше за чистење, од 200 работники бројот е преполовен. Располагаме со возила, вика, кои се стари 50 години. И што очекуваш ти? И пак беа затекнати, за жал. Поготово Куманово, Велес и така. Добро, внимавам кога одам. И кршачот на мраз ги оправдуваше. Во право си, само тоа надлежните се криви. Не сакам да кажувам, само тоа е. Но колку всушност се извојуваат пари за чистење на снегот? Сите општини заедно потрошиле над 2 милиони евра за вонредни тендери. Најмногу се троши во Скопје и скопските општини. Вкупно трошоците на градот Скопје ќе изнесуваат околу 850.000 евра, значи само за оваа зимска сезона. Но ќе уште поладно и уште поризично. Главните улици и булевари, така наречени градски, исчистени. На студот прошетавме со советникот Зоран Шапориќ. И тој исто така како и граѓаните вели, не е доволно расчистено, ниту пак има доволно механизација. А не е удрена лопата ниту пред многу дуќани, продавници, банкарски експозитури. Некаде по должина околу 70% се општински улици, по површина над 50% се општински, другите се градски. Се разбира дека градот Скопје покрај сообраќајниците има обврска да ги одржува, односно да ги чисти во овие услови и тротоарите на овие булевари посебно. Може да видите дека одредени деловни објекти треба да го исчистат снегот. До сега не сме виделе ниту општинска, ниту градска комунална инспекција да опомене некого да изрече некоја казна, освен апели и повици. Центарот за граѓански комуникации направи анализа колку се троши за расчистување на зимските проблеми и сумата на вонредни трошоци достигна до 5,2 милиони евра. Тоа се дополнителните пари кои се издвојуваат покрај редовните средства за комуналните предпријатија. На тендери се бара и набавува по 3 ставки: приватна механизација за расчистување, да се купи собствена механизација и третото се набавува сол и ризла за фрлање. Најмногу троши Македонија пат, речиси 3 милиони евра, а општините трошат вкупно 2 милиони и 300.000 евра. Скопје е рекордер. Градот и 10 општини издвојуваат на годишно ниво 876.000 евра за вонредни зимски трошоци, покажала анализата на Центарот за граѓански комуникации. Најмногу троши градот Скопје, речиси половина од овој буџет или 406.000 евра, а 10 општини малку повеќе или вкупно 470.000 евра. Некои трошат за приватни фирми, некои само за ризла и сол, но сите трошат. Проверката на системот за јавни набавки покажа дека најмногу пари од скопските тендери за зимско одржување одат во едно мало село, Шишево.
Таму адреси имаат две фирми, Аполо Инженеринг и Аризон Драшко, кои добиле 5 од вкупно 11 скопски тендери. Аполо избран од град Скопје за веќе спомнатите 406.000 евра. Аризон го избрале вкупно 4 скопски општини: Центар, Карпош, Киселавода и Ѓорче Петров за вкупно 218.000 евра. На крај, градските улици беа проводни за сообраќај, ама не и за пешаци, додека општинските беа подмрзнати и предизвикуваа револт кај граѓаните. Навечер па замрзнува. И многу тешко се движат. Нема и луѓе не може да се движат ни коли. Никако. Чекаме да се стопли. На некои студот им донесе проблеми со струја. На некои во зградите во Ново Лисиче и недостиг од вода. Цел понеделник немаа. Цел ден немавме, са бајлетек дојде водава. Во последнава година многу често се случува, не знам што е, дали прават нешто, дали што е, не знам. Порано не се случува, али последнава година е, па да не претерам, ама сигурно еднашка месечно мора да нема вода и тоа по цел ден нема вода. Од Савајра немаше горната зона, сега долната зона пак нема. А зошто знаете зошто нема? Дефеци стално се јавуваат. По Скопје Куманово издвојува најмногу 245.000 евра за одржување во зима. Потоа следува Прилеп со 201.000 евра, па Тетово 130.000 евра. Гостивар троши преку зима 96.000 евра, Битола 93.000, Кичево 81.000 евра, Крива Паланка 63.000 евра, Македонска Каменица 43.500 евра. Но има и 34 општини кои не потрошиле ниту евро за сол и ризла или за механизација, па не е познато како чистат за своите граѓани. Тука се и општините Штип и Струмица. Анализите во ЦГК покажале дека кога парите ќе се соберат регионално, излегува голема разлика. Така Скопскиот плански регион издвојува најмногу, а најмалку за снег трошат општините на југ во југоисточниот регион. Секако ова зборува за нерамноправната положба во која се наоѓаат жителите во различни општини во Република Македонија, бидејќи очигледно дека оние во Скопскиот сигурно имаат колку толку, иако и ние не сме задоволни, поисчистени улици отколку во другите региони каде што гледаме дека парите се исклучително малечки. И навистина, пресметките покажуваат дека во Скопскиот регион се трошат речиси милион евра. Потоа следуваат Пелагонискиот и североисточниот Кумановски регион, кои трошат 3 пати помалку од главниот град со околината. Полошкиот со Тетово и Гостивар е близу до 290.000 евра годишно. Па потоа следуваат југозападниот, каде најмногу потрошило Кичево, а тука се и градовите Охрид и Струга. Источниот Штипски регион фрлил ризла и ангажирал фирми за чистење за 124.000 евра, иако Штип не потрошил ништо. Најмалку трошеле Вардарскиот регион со 43.000 евра и југоисточниот, каде само Радовиш потрошил 3.000 евра, а поголемите Струмица и Гевгелија не потрошиле ништо. И ова се оние дополнителни трошоци. Најголемиот проблем е како да се провери дали парите се потрошени за вистинска намена. Немаме надлежна институција која ќе направи проверка колку наменски овие пари биле потрошени и навистина дали приватната механизација за која на крајот општините и јавните предпријатија ќе платат навистина излегла на терен и ги исчистила улиците. И тоа можеби остава простор за некакви злоупотреби и секако се јавува од тука сомнежот дали овие пари се наменски и рационално искористени и кој е ефектот од трошењето на оваа значајна сума на пари. На крај завршуваме во населбата над Стаклара во Скопје. Едва се пробивме до горе. Бабичките со стапови претходно се спуштија до исчистениот булевар Борис Трајковски, да не пречекаат и да се пожалат дека е лошо и за стари, и за деца, и за болни, и лете, и зиме. И ние имаме потреба, а остои за друго, па нити такси, нити ништо. Патот до тука е асфалтиран нагоре, дупка до дупка. Никој не ни го прави. Нема слуг за нас, ама за ништо. Само 4 километри сме од кисела вода. Ова се рачуна центар на град. Ова беше податоци, значи, од колегата Миомир Серафиновиќ, кој кажа колку трошат општините. Видовме, например,
Македонска каменица може да постелеме 45 милиони евра низ улиците и да одат граѓаните по нив. Мислам, колку сакам буквално да кажам дека се многу пари, да додадам дека Куманово издвојува најмногу по Скопје 245.000 евра за одржување, а потоа следува Прилеп со 201.000 евра, па Тетово со 130.000 евра и останатите градови. Значи, тука се многу пари во прашање, пак мора на вас да свратам кој контролира. Тоа не можевме да видиме. Знам дека Агенцијата за патишта има улога, меѓутоа тие ги баравме на телефон да ги прашаме дали контролирале. Ги гледавме ревизорските извештаи како се трошени парите, ама никаде не видовме дали некој ќе биде казнет ако потрошил повеќе од што треба или издвоил од буџетот пари на граѓаните ненаменски. Сосема кратко ќе дадам осврт на овој ваш коментар, бидејќи реков не е во моја надлежност, нити како представник од Центарот за управување со кризи во овој сегмент да допрам до сите овие единици на локална самоуправа за кои стануваше збор, нити пак би можел детално да го одговарам ова прашање, но секако ќе кажам и од вашиот прилог се виде дека и мислам дека градот Скопје од пети, од кога започна ова невреме, до се уште акутната состојба трае, особено поради ниските температури кои ни се случуваат, може би до утрешниот ден некаде треба да завршат и да се подобрат условите. Мислам дека градот Скопје на сите сообраќајници уште во првите 48 часа одговори како мислам дека како никогаш до сега. Да, меѓутоа пристапот еве што видовме до улиците беше навистина проблематичен. Мислам дека станува збор за културата на живеење на населението, на луѓето. Секако граѓаните се криви, никако не се криви општинските власти. Знаете што, во секоја западна земја, ако не го исчистите местото пред вашиот двор и пристапот до вашата куќа, навистина се големи казните. Меѓутоа овде чистат пред дворовите, ние имавме во вести. Работата е што целата улица треба да се исчисти, значи се работи за улици може би кои се тротоарите станува збор дека не беа исчистени овдека од прилогот, може би можеше да се види и таа работа, иако и тротоарите станува збор за голема површина може би на тротоари. Приоритетот на чистење на сите институции беше прво од магистралните патни правци, па регионалните патни правци, па локалните каде што има највеќе жители, па најмалкуте жители. Центарот за управување со кризи секојдневно работи по 4 информации дневно. Утринска информација правиме во 8:30 часот, пресек правиме во 12 часот, во 16 и во 21 часот некаде. Ја затвараме дневната состојба и можам да ви кажам дека и во овој момент, после 3-4 дена, ние имаме, можеби, одсечени далечни села, рурални села, каде што живеат можеби 5, 10, 30 или 50 жители, каде што се уште не се дојдени во приоритет да бидат расчистени овие патни правци. Но државата со сите институции кои беа надлежни, мислам дека во овие 5 дена одговоривме на сите итни повици, каде што некаде имавме животно загрозувачки состојби на населението. Особено при користењето на овој телефонски број 195 кој го рекламиравме цело ова време, мејл адресите ако биде и зафатен, таквото нешто ни се случуваше особено многу во овој дел претходен кога имавме поплава во градот Скопје, мислам дека на сите овие повици одговоривме со најбрзо што е можно згрижување на тие луѓе. Обративме внимание на парите пред се во овој прилог. Професоре, доколку овие пари беа во друга држава, што можеше да се направи со тие пари? Ова збор прашувам за искуства или за некои ваши стручни сознанија, што со тие пари може се да се направи за да се превенира, како што велите, да се обезбеди систем, па и кога ќе се случи нешто, да се подобри состојбата. Развиените западни земји, ќе се осврнам на оние во Западна Европа, како и во многу други области, и во ова област е далеку пред нас. И затоа е добро да се дружиме со нив, за да некои работи учиме и побрзо ги имплементираме кај нас. Имено таму веќе не се разговара за тоа како ќе се одржуваат системски патиштата во текот на зимските услови. Таму веќе многу повеќе се разговара какво е влијанието на средствата кои се користат за овие намени врз животната средина. Оттаму и се бираат и се пронаоѓаат нови начини како да се врши заштита, односно да се обезбеди соодветна безбедност на патиштата во зимски услови. Ќе наведам неколку примери кои се исто актуелни, посебно за Скопје и за Македонија воопшто, со овие PM10 честички. Например, Виена
за презема мерки за намалување на концентрацијата на овие честички со тоа што улиците пред навестување на замрзнување и снежни навеви ги прска со таа растворена сол и заклучува дека на тој начин, бидејќи дошло до сознание, дека на тој начин се влијае на намалувањето на концентрацијата на овие штетни честички во атмосферата. Понатаму, забрана на насипување со ризла и други абразивни средства на автопатиштата каде што системот за одведување на водите е затворен, затоа што ризлата ги затвара сливниците и ги блокира одводните цевки и ние тоа што правиме во моментот можеби се спасуваме од нешто или подобруваме, иако ризлата познато е дека дава лажен ефект на подобрување на прилепливоста на гумите врз коловозот, но како и да е, таа потоа ги блокира системите за одводнување и потоа ни се уништуваат патиштата, бидејќи водата се слева по онаму каде што не треба. Да не говорам за водење грижа за заштита на подземните води и ред други работи. Имено, например, ќе кажам еден интересен податок кој датира одамна, меѓутоа е актуелен и интересен уште од 70-ти години. Соединетите американски држави имаат со анализа, направена анализа, во која што заклучуваат дека со правилно одржување на зимските патишта се намалува потрошувачката на гориво, ја намалиле за една година за 1,2 милиарди литри гориво, што директно влие и врз загадувањето, односно помало загадување на животната средина. Господин Ѓуровски, јас еве од тук вела дека превенираат, меѓутоа и граѓаните се виновни. Колку можеме ним да ми ја препишеме вината? Јас како граѓанин можам да кажам дека реагирав и на мојот Facebook профил до градоначалникот на општина Центар дека не се приодите до главните улици не се особено во Дебармало, затоа што таму на пример се покажа дека тој градежната експанзија во одредени населби, немањето на соодветни приоди и без снег го покажа својата механизација воопшто не може да влезе, а со копач не се чисти цела улица, колку и да вие сакате нас да не опоменете како граѓани, меѓутоа е голема тоа површина. И исто така движењето на возилата. Јас мислам дека ќе се вклучам во коментарот и во прилогот на господинот Мигомир што го имаше. Добар дел од вината може да ми ја припишеме на граѓаните за нивно несоодветно однесување, несовесно однесување, не им се изречени казни, мислам во законот за комунална хигиена на дуќаните, предвидено и така натаму. Меѓутоа не можеме само така да ја фрламе топката, знаете како на стоно тенис топчето што се шутира од една страна на друга на масата. Јас мислам дека овде се работи за недобро определени приоритети и измешани приоритети кои што даваат резултати такви какви што се сега резултатите. Мене ми се потврди од прилогот на Миомир дека општините во голем дел потфрлија на своите задачи. Јас и господинот Петрески живееме во една високо урбана општина како што е Аеродром. И ако се сеќава Петрески до ноември некаде, многу ревносно работниците од општината ги собира лисјата по улиците, ги метеа, ги полнеа континерите, ги транспортира, што е добро, иначе би било опасно по сливните шахти тамо, ке се запушат и катастрофа ќе биде. Меѓутоа, како застуде, како падна снегот, кога јас што шетав во мојот дел кај што живеам до пазарот, трговски центар, не сум видел работник со лопата наоблечен, да видам дека тоа некоја комунална хигиена, општинска, градска и така натаму. Значи, во овој дел, мислам, се задачите општините не ги оспарија, а иако видовте дека наистина се определени пари и така натаму. Може да се купи веројатно и некоја механизација, помали камиончиња, значи има систем кој што може да се искористи. Верувам дека не е се на рака дека треба да се чисти. Ама може тоа, меѓутоа ние през се би рекол се базираме по тоа, по долгорочните прогнози, само молиме Бога да каже дека нема да има зима, дека ќе биде блага зима и така натаму. Јас во почетокот кажав дека ние треба да се подготвуваме за најлошото што би се рекло, затоа што после нема решение, брзи решение, кој што кажа професорот, доде нема. Овде е систем, стратегија која што треба да се постојано надоградува, а мој впечаток е дека таа се урнисува, не се надоградува, кога говориме ние несоодветно премена полицијата за прва да излезе на патиштата.
Па со Петровски кога идеме до вашето студио, дискутирав слободно, кажував дека од лада нива подобро теренско возило не постои во Македонија донесено. Зошто да нема толку многу, па ефтино е тоа, да има кое што може стварно да се обладат секакви простори и така натаму. Некојаш се едноставни Прегледувачките служби на Македонија пат не може да немаат вакви возила, од екоцизите механизација таа чисти. Ба добро, има за пари, види каква е буџетите за состојбата тоа. на патот, треба таква возило делницата да ја прошата и така натаму. Да искоординира со делницата гостиварска, со битолската делница кај што име таму на стража таму разменуваат мислења. Ова го зафативте и прашањето, например, зошто не можеше полицијата да стигне на патот кон Велес на 5 јануари, кога се заглави патот таму, затоа што камиони биле превртени. Јас, пред да ја продолжиме дискусијата за овие главни патишта за автопатите, би сакала да го видиме прилогот на Билјана Николовска, која што им затропа на вратите на сите контракторски фирми, кои што склучиле договори со Македонија Пат и кои треба да помогнат во одржувањето на делниците заедно со Македонија Пат, а подоцна ќе го видиме интервјуто со директорот. Еве да видиме кај беше и зошто проблемот, за да можеме тука да дискутираме што може да направат, а не направија надлежните. Падна првиот снег годинава е 20 сантиметри, но сликите и снимките беа застрашувачки, како Македонија да е земја во поларните предели. Заглавени возила, застој во сообраќај од завеани села. Руки, срамо да не може да се помине. Надлежните 3 дена предходно предупредуваа, Македонија Пат се правдаше дека чисти, ама на помош повика и приватни фирми со механизација. Предвидени се сите и се на зимските пунктови заедно со нашите возила. Кој годинава се грижи за сувите коловози, кои се 3 фирми од кои зависи дали некој ќе остане завеан на патиштата. Топ тема на ваша страна ги пронајде. Тетово, улица и Линденска без број. Ова е локацијата каде е регистрирана фирмата која годинава го доби најголемиот дел за чистење на патиштата, но ќе земе и најмногу пари. НБ Транс Компани е фирмата која кога ќе заврне снег треба да ги исчисти автопатите и патиштата во реонот на Скопје и Штип. За тоа од Македонија Пат ќе добие $1,5 милиони. На плацот немаше никој, од низиното седиште е малку подолу во градот. Зградата каде се наоѓа е одбележана со символот на НБ Компани, а и поштенските сандачиња на влезот укажуваат дека тука се канцелариите. Но обидот да разговараме со некој од сопствениците беше безуспешен. Топ тема на ваша страна дојде до документ од Централниот регистар кој открива како е регистрирана фирмата и кои се низините сопственици. Двајца браќа, Бурим и Насер Ибиши од Мала Речица се газди на НБ Компани. Нивниот татко, Насер Ибиши е управител. Регистрирана е во 2007 година како мала фирма која се занимава со транспорт со влог од околу €20,000. Се обидовме да разговараме со еден од газдите, да го прашаме каде беа неговите машини кога врнеше снег, дали има доволно возила и вработени, дали ги исполчитувал одредбите од договорот со Македонија Пат. Господице, не се бавам со телевизија. Знаеш кај Танушев се горе сам, лобиран светам. Да, а кажете ми, работите ли, натеран ли сте, какви се условите кои што ги имате во договорот подпишано, бидејќи знаете деновиве? Со каква механизација, како ви е договорот подпишан и со каква механизација чистите? А тоа што е за тоа работиме, камиони, багери, со тоа што го имamo со све. Так. Веднаш излеговте на терен, вие сте надлежни, колку што видов во договорот за автопатите за Скопје и за Штип? Не, јас сум Скопје, Жекојане. А за автопат? За автопат друга фирма, нека Кумановска. Добро, а која е другава кумановска фирма која што вие ангажирате? На излезот од Тетово, еден од багерите на НБ Транс Компани беше заглавен во снегот. Имал проблеми со маслото. Возачот ни раскажа дека од полноќ излезан од дома и цела ноќ е по патиштата. И тој како и сопственикот вели дека чистат во северозападна Македонија. Други фирми се надлежни за источните делови и автопатите. 60 на километри подолу во селото Долно Строгомиште во Зајас е втората локација каде според името треба да се наоѓа и втората фирма која доби дел од парите за чистење на снег од патиштата. Таа е Перпарими на Нухри Реджепи. Според тендерската документација, надлежна е за Велешкиот регион, а затоа ќе добие и €110,000.
Строгомиште го затекнавме, речиси пусто. Полно со убави куќи, ама огништата и покрај мраз-ладното време најголемиот дел не горат. Ретките минувачи знаат за фирмата на Реджепи, ама не упатија во зајас. Да ве прашам, Перпарими фирма бараме некоја на Нухи Реджепи? Перпарими? Да. Перпарими е во зајас, ние тука. Ова е плацот на Реджепи, во зајас на самиот пат кон Кичево, ама исто како и неговата куќа зјаат празни. Нухри Реджепи е во Америка, со фирмата раководи неговиот брат Касум. Седиштето е во Кичево, велат тие. Во градот некои слушнале, некои пак не знаат за Перпарими. Дел од нив велат дека ова е градежна фирма која изградила повеќе згради во околината, оти основна дејност и е градежништвото. Според документите од регистарот до кој дојде топ тема на ваша страна и покрај тоа што во името на фирмата е впишан Нухи Реджепи, сепак неговиот брат Касум Реджепи е собственик. Основана е во 1998 година со влог од повеќе од 30.000 евра. Приоритетна дејност пишува дека е изградба на стамбени и нестамбени згради. На улицата 11 септември во Кичево, каде се наоѓа незиното седиште, не беше ниту собственикот, ниту друг кој би можел да одговора на прашањата дали Перпарими досега ги исполнува условите од договорот со Македонија ПАТ. Безуспешни беа обидите да контактираме и со собственикот на фирмата. Оттаму рекоа дека Реджепи е на состаноци, дека токму поради снегот има многу работа, а подоцна тој не одговараше ниту на SMS пораките. Уште 60 на километри подолу се наоѓа и третата фирма која зема дел од колачот за чистење на снегот. Јоска Транс од Демирхисар според договорот со Македонија ПАТ е надлежна за чистење на снегот во Битолскиот регион. За тоа претпријатието според договорот се обврзало да ја плати 330.000 евра. На адресата на фирмата се наоѓа приватна куќа. На врата не пречека жена, која се представи како мајка на собственикот, кој во тоа време рече дека е на пунктовите на Македонија ПАТ. Му велеше пред една недела пред тоа по пунктовите. Абре луѓе, материјал имаме, дајте да донесеме, да обезбедиме пред време. И секаде имаме материјал. Имаме, не ни требат. И сега кога дојде време петок од вечерта, Зоране камионите пушне ги носи. Ами јас рече кога ве молев да ги носам, вие ми кажавте дека материјали имате. Сега што барате вели во петок навечер вели материјали за нова година. Инаку оваа фирма и според документите од Централниот регистар се гледа дека е регистрирана на домашна адреса на собственикот Зоран Блажевски, кој во исто време е и управител. Се работи за мала фирма основана во 2007 со влог од 5.000 евра. Приоритетна дејност и е товарниот транспорт. Договорите кои Македонија ПАТ ги има со овие три фирми, чија механизација и вработени ги позајмува за пари, се многу прецизни. Точно се знае кое возило, каде и кога ќе се ангажира со цел да помогне при расчистувањето на снегот во реонот за кој е надлежен. Македонија ПАТ на овие три фирми ќе им скешира повеќе од 1,5 милиони евра. Но ова не е прва година како предпријатието ангажира трети фирми за да ги чистат македонските патишта. Оваа пракса трае со години наназад. Сепак фирмата Перпарими од зајас е онаа која најчесто ги добивила тендерите. Ако се погледнат договорите на сајтот на јавни набавки, таа веднаш влегува во очи. Така, например, во 2015-та, единствено таа била надлежна за да го исчисти снегот и за автопатите и за 4 подружници на јавното предпријатие, кои ги покриваат патиштата во цела Македонија. Затоа склучила 5 договори. Нивната вкупна вредност била речиси 1 милион евра. Во 2016-та фирмата Перпарими добила конкуренција, НБ компанија од Тетово, истата која и годинава го зема најголемиот дел од колачот. Така Тетовската станала надлежна за автопатите и Скопскиот регион, додека онаа од зајас за останатиот дел од земјата. Првата била предвидена да земе речиси 900.000 евра, втората околу 550. Тоа дека се исти фирми ги добиваат тендерите на Македонија ПАТ нотираше и ревизорскиот извештај. Напиша дека начинот на кој се реализираат јавните набавки остава простор за фаворизирање на поедини економски оператори, ги става во нерамноправна позиција и е нетранспарентен. Македонија ПАТ тоне во долгови, вработените често штрекуваат, машините се дотраани и се расипуваат. Деновиве ова предпријатие граѓаните го имаа на мета и критикуваат токму поради неичистените патишта, кога падна и првиот снег. На социјалните мрежи се појавија видеа со подсмешливи коментари за начинот на работа. Многу информации не можат да се најдат на сајтот на предпријатието, ама и таму се закачени интересни видеа за кои не се знае кој ги закачил.
Сепак за својата безбедност на возачите им останува внимателно да возат, да не брзаат и имаат зимска опрема, без разлика дали патот е повеќе или помалку исчистен. Се враќаме во студиото со дебата во однос на тоа. Ги видовме трошоците за фирмите контрактори со Македонија пат кои требаше да помогнат во расчистувањето на снегот. И еве тука се сумите 550.000 евра, 300.000 евра и слично. И тука се работи за големи суми. Иако вие рековте во неколку наврати дека не сте надлежни за контролата, меѓутоа еве и во однос на Македонија пат и фирмите контрактори, кој ги контролира, дали ги ја извршиле работата онака како што треба овие фирми, затоа што со години, например, фирмата Парпарими од Зајас е онаа која најчесто ги добива тендерите и веројатно се задоволни од Македонија пат чим повторно ја најмиле. Дали граѓаните можат да го дознаат одговорот, дали овие сработиле како што треба? Дали излегле на терен? Ние, како што видовте, ги баравме, не можевме да видиме ниту механизација, ниту да ги видиме па на терен. Сега, повторно на истава тема би сакал па да дадам еден осврт од аспект на Центарот за управување со кризи. Директно немаме надлежност во оваа работа, нити пак нашата инспекцијско оделение со кое располага Центарот за управување со кризи. Може би одговорот треба по оваа тема за деталите околу договорите подпишани дали на Македонија пат, дали на единиците на локална самоуправа со ваквите контрактори или фирми, особено ако кажувате повеќе годишни се, да го побарате можеби од соодветните инспекцијски служби, Државниот завод за ревизија кој врши ревизија на работењето на сите институции во државата. Дали може да кажете дека сте незадоволни како ЦУК, да речеме, бидејќи сте координатори, да кажете во 2016-17 таа сезона Македонија пат со контракторите не одговори на задачата. И дали вие можете да ги опоменете наредната година нешто друго да направи? Дали можете барем така да ги опоменете? Околу ова зборам сега. Да, делумно можам да се сложам со вашата констатација дека нешто секако проблеми дека имало во работењето во овие 4-5 дена. Но целосно мислам дека како држава, како институции кои беа надлежни, па и Македонија пат, имајќи во предвид реков дека поделете ги 4500 километри на овие 3-4 дена и поделете механизацијата со која се располага, па дури и со контракторите кои ги имаат, не знам точно на број колку се тие, и со каква механизација све се располага детално. Така. Ќе видите дека се работи за огромна површина која е во многу краток временски период дадена задача да се расчисти. Една друга работа, би сакал да направам една компарација со сите соседни земји во регионот со кои се соочуваа со ваквиот вид на елементарна непогода, проследена покрај со снежните врнежи кои не беа интензивни и големи, не падна длабок снег, но ниската температура па си го направи своето во овој изминат период. Поучени како Центар за управување со кризи, ние ќе кажем дека во 2012 година, некаде на почетокот од крај на јануари, почетокот на февруари месец, ние исто немавме кризна состојба прогласена, а имавме минус 28 степени, особено во Пелагонискиот регион. Во таа прилика вклучени беа дополнително ресурсите на државата, хеликоптерските единици на армијата во носење и храна и за добиток и за населението во далечните села и населени места кои ни беа одсечени, каде што не се успеа во првите 2, 3 или 5 дена да се исчисти до овие дестинации. Во овој случај, мислам дека ситуацијата не е толку драматична како што беше и тогаш. Особено, сметам дека државата во најголем дел, и од вашите два прилога овде видовме дека никаде не наидовме на насипи од снег од 2 до 3 метра, а тоа го имавме. Магистралниот пат Скопје-Велес, ние имавме 2,5 метри насипи, каде што неочекувано после возење на асфалт наидуваме на 30-40 метра, 50 метри, донесен од ветерот, од ладниот ветер и од ладното време, насип на снег кој
го препречува возењето на овие тешки тука дали товарни имаше возила. нека грешка во смисла на тоа доколку се случи тоа што се случи со превртените камиони, да се изреагира на време, да се стопира сообраќајот во тој правец? Превртени камиони, имаше попречени возила. Да, излизгување и попречени камиони имавме. Можеше ли да се тоа некако... Може би можело некаде. Особено, може би репресивните мерки требаше полицијата може да ги направи, да казнува све што ќе излезе на пат, особено без зимска опрема. Зимската опрема на секое дневно јавување во сервисните информации по медиумите ја кажува и Автомотосојузот на Македонија, и Центарот за управување со кризи, и Министерството за внатрешни работи, па дури и Македонија пад во ваквите сервисни информации. Господине Ѓуровски, улогата на полицијата во се тоа? Не само за улогата на полицијата е јасна улогата на полицијата. Сакам да кажам дека некако многу лесно ја фрламе вината на граѓаните. Пак ќе се вратам околу тоа. Било да е пред куќа неисчистено или на пат да тргнат? Значи да не ги мешаме работите. Граѓаните, возачите на моторни возила при регистрација на возилото плаќаат надоместок за користење на јавните патишта. Тоа не се мали пари, а исто така од буџетот на Република Македонија одат пари преку за агенцијата за одржување на патиштата за ова намена. И граѓаните сакаат да им се чисти патиштата. Сега ќе ви кажам еден пример за не во овој период, за летниот период. Јас сум во Западна Македонија. И често кога одам патувам, не знам дали одам по автопат, дали одам по магистрален пат, дали одам по регионален пат. Зашто станува збор? Не е извлечена надолжната линија која што го двои коловозот за сообраќај за една и друга насока. Тоа е со закон задолжително. Некако во градови во населените места да шминкаш пешачки премини. Ова мора да се направи. Не беше направена во летниот период, кога велиме дека сите патишта водат заокрет во летниот период. Понатаму, патниот појас, во непосредна близина на коловозот, воопшто хортикултурата не расчистена. И таа во сегашна состојба таква. Замислете, да падни сега метар и повеќе снег, како што знаело да падни, и кога тој снег ќе се очисти, тој одма ќе допре до самиот коловоз, на тие дрва, жбунови и така натаму, и при топењето ќе почне да се слива водата по коловозот, и кога ќе замрзни при ниски температури, ќе бидеме во ситуација да доведени да фрламе сол на црни коловози, што е многу штетно за коловозот, ќе го разеде солт и така натаму. Не се очистени риколите, не се очистени сливниците. И сега кога ќе се почне се топи снегот, копани се разбира снег, тој по коловоз ќе оди, нема кај да оди каде што му е местото. Од тој аспект, например, полицијата има надлежности веднаш да сигнализира до Македонија пат, која што има прегледувачка служба, која што теренска служба која постојано води по патиштата, и веднаш да и се посочат кај се тие критични места, да има ли одрони, што да има, да го тоа отстрана. Меѓутоа, говорејќи во каква ситуација е Македонија пат, таа објективно не може да одговори на задачата. Дали за старана механизација, дали случува договори со фирми кои што и тие не можат да одговорат на задачата, затоа што договорот ако го случила Македонија пат со нив, подразбира дека они одговара на Македонија пат за извршената работа. Затоа го склучува договорот, зашто таа не може, овие да можат. Ама излезе никој не може. Ќе контролира. Така да, па се враќаме на оно што професорот го кажа, дека се работи за систем кој што не е воспоставен и не се со години надградувал, и сме дошли до една ситуација многу лоша. Место да е сега да дискутираме за многу по-софистицирани работи, дека напредна за еколошка заштита на спомна господин Ѓуровски, ние немаме патишта, ние немаме автопати. И факт е дека во Македонија автопат е Велес Демиркапија, па сега Демиркапија Смоквица се прави, Скопје Велес не е автопат, Скопје Гостивар не е автопат, да не зборувам. Так, Тетово Гостивар, Скопје Тетово е автопат, ги има елементите на автопат. Зошто да нема? Особено Велес се случи тоа што се случи, и нема ни пристап. Нема ни начин да се регулира сообраќајот. Делницата Катланово Велес е недоречена делницата, се разбира, ги нема елементите на вистински автопат. Ја нема третата лента, има многу завои, кривини и така натаму, затоа и ограничувањето на брзината е под ниво на автопат. И она што е специфично за овакви случаи, вакви невремиња е тоа што всушност не постои начин да се направи девијација, да се одбегнат
попречувањата на тешки товарни возила, а назад не смеете да се вратите бидејќи еднонасочна. Ова што се случи сега, јас ако добро следев овие денови, мислам дека тоа беше единствен поголем инцидент што се случи на патот Катланово-Велес. Да. И ако се вратиме неколку месеци назад на она што се случи на обикалницата во текот на оној пороен дожд на почетокот на август ова минатата година веќе, мислам дека е редно крајно време да се подразмисли за еден воведување на еден централен информативен систем со кој што ќе се следи состојбата на одредени пунктови на патиштата. Мислам во денешно време на поврзување со сателити, на комуникација електронска на секое ниво, не представува сериозен предизвик да се поврзат одредени точки на нашите патишта и состојбата да се следи од еден центар и навреме да се укажува преку оние светлечки електронски табли кои ги гледаме и во соседството и на запад, и навреме да се алармираат учесниците во сообраќајот, да сопрат, да го забават движењето, да ја прилагодат брзината на условите, и секако на тој начин безбедноста во сообраќајот би била на многу повисоко ниво. Цената на човечкиот живот е за жал се виде со она што се случи во обиколницата на Хајковци. Да, немам некои конкретни детални информации, но меѓутоа една информација на времена да се спречи користењето на таквите делници би била од непроценливо значење. Ева е ова идеја за тук, дали сте размислувале за такво нешто? Секако, дел од надлежностите кои професорот сега ги спомена, се дел од надлежности и задачи на Центарот за управување со кризи, и околу тој информативен центар, особено и за патната инфраструктура, состојби со патиштата во секој момент, достапна 24 часа и онлайн на одредени критични локации и места, се дел од оние проекти на Центарот за управување со кризи, кои во наредниот период имајќи во предвид дека Центарот за управување со кризи е институција која постои 11 години некаде така. И во овие 11 години гледано ретроспективно, ние минатата година имавме една 10-годишна конференција на која еве и развојот го презентиравме пред граѓаните на таа конференција, и досегашните проекти кои ги имаме. Така. Ќе биде ли во скоро ова? Се надеваме дека дел од доградба на постојниот информацијски систем МАКВИС кој го имаме развиено во Центарот за управување со кризи со дополнителни софтвери и решенија во наредниот период ќе бидат така. Особено еден од поголемите проекти е имплементацијата и на европскиот број за итни повици 112 кој треба да биде број за итни јавувања на граѓаните, на целото население и на туристи или странски државјани кои борават на територијата на Република Македонија. Битно е тие да бидат и предупредени, како што рековме. Да не останеме должни на гледачите за одговорите што ги даде директорот од Македонија Пат во однос на тоа како тие одговорија на задачите и на контракторските фирми со кои тие склучиле договор. Па еве што кажа тој во интервјуто што денеска го правеше со Билјана Николовска, ние го поканивме во студиото, меѓутоа тој кажа дека е презафатен со санирање на состојбите на патиштата. Господине Кадрију, падна првиот снег пред неколку денови. Реакциите на граѓаните беа најчесто дека, нели, како и секогаш Македонија Пат беа изненадени од снегот. Беше ли така? Беше ли изненадена фирмата од првиот снег во земја? Во никој случај не можем да се согласам со таа констатација, бидејќи нашите дежурни екипи беа на лице место и интервенираа. Замислете да не беа нашите екипи на тој ден или таа вечер или тие денови кога и временските услови беа навистина тешки, ќе имаше застој на сообраќајот. Така што јас не би имал некоја поголема забелешка околу работењето на вработените од јавното претпријатие кои овие денови беа дежурни и деноноќно максимално со максимален труд допринесоа да целиот сообраќај, целиот проток биде редовен. Македонија Пат години наназад ангажира и неколку приватни фирми за да помагаат при расчистувањето. Која е потребата да се ангажираат? Зошто? Која е причината? Зошто се ангажираат овие фирми? Ви благодарам баш за ова прашање, дека многу дилеми има околу ангажирање на аутсорсите или третите лица.
од кога е формирано ова јавно предпријатие, значи од 60-те години, од секогаш немало доволно меанизација. Во тоа време се користеле и другите државни предпријатија, тогашни Гранит Маврово, кои учествувале во расчистување или помагањето на ова јавно предпријатие. Нормално е и од секогаш, не од денеска, не од неколку години позади, значи се користат аутсорсите не само на ова јавно предпријатие, него и другите јавни предпријатија користат услуги од трети лица. Ние користиме услуги од трети лица и сега, и денеска, и во оваа зима, и можам да кажам дека квалитетот на нивниот ангажман во оваа последна година беше контролирано од многу наши контроли, па и од инвеститорот кој има свој надзор, кој перманентно ги контролира не само третите лица, него и ова јавно предпријатие, значи Македонија Пат е контролирано од надзорот за квалитетно и навременото одржување на патиштата во зимски услови. Не е ли поисплатливо Македонија Пат да купи своја механизација наместо да ангажира трети фирми? Ние сме направиле анализа, ние сме направиле и барање и анализи, не само значи реконструкција на нашата меанизација и набавување на нова меанизација, него и на други начини на одржување на патиштата. Точно е тоа дека може да се подобри возниот парк на ова јавно предпријатие и се прават напори. Јас се надевам дека 2017 година не само нова меанизација и нов начин на одржување, него ќе вработиме и нов кадар, помлади луѓе кои ќе земат искуство од овие сега што ги употребуваат машините и се на терен, така што понатаму ќе имаме многу по-ефикасна и понавремена, па и по-квалитетно одржување не само зимско, него и редовно одржување на патиштата. Можеме да видиме дека со годините наназад фирмата од Зајас најчесто го добивала овој тендер. Сега во последните 2 години се појавува нова фирма од Тетово. Видите, во овие 5 или 6 години дур сум јас тука, има неколку пати, значи има неколку фирми што добивале тендерите. Тендерите се прават многу детални и постапката е толку комплицирана баш за овие трети лица, што да ви кажем искрено, се губи најмалку 6 месеци. Значи, за добивање на согласност од надлежните за тендерот, значи, навистина се прават големи напори. Значи, ми имаме и законски точно дефинирани постапки, кои апсолутно се почитуваат и баш за овој тендер немаме ниедна, да кажем, од некои учесници што учествувале во јавната набавка да има некоја жалба или постапка, жалбена постапка. Што се однесува до фирмите кои добиваат прошла година, овие години, дур сам јас тука као прв човек на ова предпријатие, апсолутно имаме 100% контрола. Најчестите коментари беа од луѓето кога се случи, да речам, проблемите врнежи од снег, беа спиеш ли мирно Македонија Пат? Дали вие како прв човек спиевте мирно и дали во иднина се најавени нови врнежи од снег? Навистина, спиењето во Македонија Пат во зимски услови не може да се каже 24 сата, значи дено-ноќно, нашите вработени дежураат. И јас како прв човек, па и другите испод мене, главните инженери, значи одредените раководители на подружници, па раководители на секции, апсолутно 24 сата се во линк и во ниеден случај, поготово при вакви екстремни временски услови, апсолутно никој не спие. Го споминавте бројот 112 кој може да го користат граѓаните, дали тој функционира сега? Да, во овој момент не функционира европскиот број за итни повици 112 и Република Македонија секако и Центарот за управување со кризи како надлежна институција
за спроведување, односно имплементирање во употреба на овој европски број, соодветно се ангажира. Зошто не функционира, бидејќи беше најавен, колегите ме коригира од 2012 веќе со таа стратегија за работа или? Не постои стратегија, меѓутоа секоја земја членка која ќе влезе во како членка на Европската унија мора да го има имплементирано. Може би имаме еден одреден вакуум простор кој не беше искористен за да се имплементира европскиот број зитни повици 112, не представува проблем самото воведување во употреба на самиот број. Меѓутоа, почитувањето на одредени стандарди кои треба да ги исполни воведувањето во употреба на овој европски број, секако представува можеби одредена задача, одредени реперкусии, финансиски средства. Во овој момент 195 е бројот на Центарот за управување со кризи кој 24 часа функционира, бесплатен број за итни повици, на кој граѓаните може да се јавуваат било од кој телефонски број, било од кој телефонски оператор, мобилен, фиксен или било кој друг провайдер, од телефонските говорници и така натаму. Да, граѓаните многу често пишуваа на Facebook, пишува и на топ тема на ваша страна кога го поставивме прашањето и темата кој е одговорен за патиштата, па еве што вели нашиот блог, односно Тамара Гранчаровска работеше на ова, еве на што најмногу се жалат. Ако видиш чистач на снег, замисли си желба. Вака гласи еден од многуте коментари кои деновиве беа постирани за неефикасноста на Македонија пат да се справи со 20-30 сантиметри снег по македонските патишта. Facebook и Twitter беа многу критични кон надлежните и нивното чистење на снегот. Цела држава блокирана од 20 сантиметри снег. Македонија пат нефункционална. Лапнати тендери од 1,5 милиони евра, напиша твитерџијата со никнейм Пезевенг. Твитерџијата Зарков праша дали Македонија пат има одговорност за поделените тендери. Джейн Дого коментираше повикот на надлежните граѓаните да не патуваат без потреба. Не бе онака си се возиме по автопати, а бе уврскавие да чистите ни да се правите паметни, им порача таа. На Facebook и Twitter се споделува и фотографии за состојбата по македонските патишта, но и како е во другите земји. Возиме со пост предупреди за лошата состојба на магистралата кај Петровец и потребата од внимателно возење. Ане Станковиќ на својот Facebook профил постираше фотографии од автопатот Скопје-Белград во Македонија и во Србија, каде е видлива разликата во чистењето на коловозот. Многу револ предизвика и блокирањето на патниот правец Скопје-Велес, каде блокирани цела ног поради нерасчистениот снег останаа заглавени десетици возила. Не е планина, ова е главниот автопат во Македонија, објави никнеймот Реал, подкрепено со фотографија. Зоран Величковски на профил на топ тема на ваша страна постираше дека во сите македонски планински места луѓето немаат јадење бидејќи возилата не можат да се искачат до нив и да им однесат леп. Ако помине возило за чистење, оди со кренат нож и нечисти и не фрла ниту песок, ниту сол, напиша Величковски. Твитерџиите не ги штедеа ниту градоначалниците за тоа како тие се справуваат со снегот и со мразот. Поредни улици во кисела вода, гол мраз, глумат терен за хокеј, градоначалничката глуми лудило, постираше подкрепено со фотографија Тодор Четасевски. На објавата на град Скопје дека се чистат од снег улиците и тротоарите во градот, твитерџијата Андреј постираше: "Малер, јас во аеродром живеам, да си бе во Скопје." Никнеймот Алтер Его искористи фотографија на градоначалникот на Скопје Коце Тројановски за да покаже што мисли за тоа како градот се справува со снегот. Душица Стефановска Ангеловска напиша дека ако плаќам за паркинг, треба и да ми го исчистат. Петер Ванколовски пак објави дека во Европската унија секој сам се чисти пред куќа и зграда, па штом сакаме во Европската унија и во НАТО, бујрум исчистете ги тротоарите пред вашите куќи. И неажурноста на градоначалникот на Кавадарци да го исчисти снегот беше забележена на социјалните мрежи. Кавадарчани, не грижете се, сами го растопивме снегот, сами ги расчистивме улиците, сами изнафрлавме сол. Градоначалникот Оцо наш Кавадаречки го чуваме и раниме на таа позиција поради уметнички дојам, постираше Ненад Јовановиќ. Твитерџиите не штедеа инвентивност и духовитост на сметка на неспособноста на надлежните да го исчистат снегот. Ваков непредвидлив и опасен снег од 10-15 сантиметри наврнува еднаш во 100 години. За твитот на Емти Персона не е потребно дополнително објаснување. Додека Александра Маќедонска постираше дека Македонија пат лавовски ќе се бори со снегот кога тој самиот ќе се стопи. Жанев печатокот е дека граѓаните се многу гневни од тоа како државните и градските власти се затечени по кој знае кој пат од 20 сантиметри снег во јануари.
Да, забелешките на ова Тамара што го извади и граѓаните се токму такви. Има една шега, велат жената се погодини домакинка. Зошто не домакинка, па чисти како Македонија, па това ми го кажа колегата Камерван пред да влеземе во студио. Така што и шеги почнаа да прават на сметка на Македонија пат. Сите зборуваме за, еве, споредувавме со странство, видовме и на фотографија како било исчистено кај нас, како било во Србија. Професоре, ме интересира дали вие до сега како професори на градежен факултет побарал од вас државата или некој од овие центри или служби ваше мислење и стратегија во однос на патиштата и на тоа како треба да изгледа еден пат за да се надминат проблемите и во зимски услови или мостовите што ви се специјалност? Секако, ние сме вклучени како факултет во, да не речам, сите позначени инфраструктурни објекти во државата. И соработката со надлежните институции кои се инволвирани во таа област е на секојдневно ниво. Се обидуваме и заеднички да ги имплементираме сите важечки, најнови стандарди европски и светски во оваа област, посебно во областа на безбедноста на патиштата, бидејќи тоа е еден тренд. Значи се работи исклучително во таа област во сите држави. Секој зачуван живот е од големо значење и можам да кажам дека во овие нови патишта што се градат, особено автопатиштата, дека се води грижа за да се имплементираат сите нови технологии и начини за подигнувањето на безбедноста во сообраќајот. Како што е, например, осветлувањето на поголемите мостови, што ќе биде новина во Македонија, осветлување на крстосниците на автопатиштата. Овој нов автопат што се гради ќе биде осветлен? Да, например, на по-долгите мостови на автопатот Демир Капија Смоквица ќе бидат осветлени. Тоа ќе биде за прв пат во Македонија имплементирано. Истото ќе биде и на мостовите на Кичево Охрид. Значи, има една новина, стручните лица тоа го забележуваат, но се разбира и корисниците ќе го забележат. Например, до сега заради зачувување на одредени средства, мостовите се правеа со 200 сообраќајни ленти на автопатиштата, она лента за застанување се губеше. Сега во на новите мостови и таа почитувајќи ги европските стандарди и продолжува низ мостови. Токму таа лента која може да служи за експресно патување ја нема во многу регионални патишта кои се градат или патот кон Штип ја има на одредени места само. Зошто во Македонија на места каде што знаеме дека може да има тесни грла, каде што се очекувавме пошироки патишта за побрзо возење, не може тоа да се направи. Тоа е проценка на инвеститорот. На инвеститорот, значи. Тоа е проценка на инвеститорот. Им личело скапо дека ќе биде може. Сега нормално колку е поширок патот, цената е повисока. Тоа е експресен пат кој за тоа ниво на сообраќај веројатно обезбедува некое понормално одвивање негово. Се разбира, вложувањето во патиштата е еден предизвик, треба добра проценка да се направи, некогаш може да изградите и многу квалитетна и сообраќајница, да таа останува празна, за да само треба да се трошат средства за нејзино одржување. Пред неколку години имавме нагости на еден наш собир, нам професорот Радич од Хрватска, кој за жал сега веќе починат, инаку да кажем идеен творец на инфраструктурниот бум во Хрватска во 90-тите години. Ќе го парафразирам, заклучокот на неговото предавање е дека во моментот градете она што е најдобро во светот, затоа што технологијата брзо напредува, потребите брзо растат и затоа е најдобро подобро изградете 10 км квалитетен автопат отколку 20 км неквалитетна сообраќајница. Господине Ѓуровски, како долгогодишен член на Советот за безбедност во сообраќајот, во однос на мерките кои се превзема за правилна употреба на патиштата од страна на возачите пред се, колку во Македонија патиштата кореспондираат со возилата или возилата на патиштата или возачите на сето тоа? Ова зашто го прашувам. Од една страна има многу стари увезени возила, нели, кои заради X причини се критикувани. Од друга страна имаме несоодветни патишта, допрва се градат автопати, овие изградените нотиравме дека не се автопати. Немавме регионални патишта.
Хрватска се покажа дека изградија, за жал па примената на автопатот беше во првите години се возеше брзо, имаше многу сообраќајни несреќи и слично. Значи целокупната состојба со сообраќајот и користењето на патиштата не само во зимски услови каква е во Македонија и што всушност е најзагрижувачки. Јас мислам дека не ги задоволуваат критериумите нити патиштата, нити возилата. Од 1 до 5 имавте една оценка дадено? Тројка, слаба тројка, толку, повеќе ништо. Јас во Советот одамна веќе не сум тамо, меѓутоа колку што ја следам и неговата работа и кампањите што ги води, он си врши работата квалитетно, мислам, со тоа што на време превенира некои работи, објаснува али тој влијае према свеста на граѓаните. А работата на институциите на државата е сосема друга работа, што говорев јас, што треба да настапуваат максимално координирано и она што кажа професорот, да се води сметка за квалитетот. И во Скопје сите знаеме дека јас кога бил некој фактор, ја би забранил да не се градат или да се прекинат градењето на улици и така натаму во време на кампањи, локални избори, парламентарни избори и така натаму. Тога се прават најголемите грешки и најнеквалитетно. Еве сите ќе се сетите делницата од железничка станица до Кочо-Рацин, кај комплекс банките, таа е дога 500 метри, во рок од година и пол 3 пати се преасфалтираше. Оти брза, па и пропадна. Ако не се запаза соодветните стандарди што се предвидени за изградбата на патиштата, тука нема политика. Во патната инфраструктура, во користењето на патиштата, во зградата, нема политика. Таму се движат сите по тие патишта и мора да се запазат сите тие стандарди што се во светски рамки. Вие со Хрватска спомнавте, навистина мене не можеме да се споредуваме, Хрватска што има направено од 90-тите години наваму, какви патишта има изградено тоа навистина. Се европски. Она што сега сакам на друга тема да ве прашам, колку Центарот за управување со кризи навремено реагираше за спасување на човечки животи? Зборувам за луѓето кои се бездомници или она категорија на бездомници што не се само луѓе на улица, тука се социјални случаи кои немаат струја, немаат вода, немаат грејење и слично. Да. И колку се превенираше во таа состојба, затоа што имаме 3 жртви, во смисла на тоа што еден, според медиумите, еден бездомник во Скопје почина, еден човек во Струмица почина, како последица, јас ќе речам и ќе го видиме прилогот за тоа на лошиот систем на функционирање и на семејството. Имаше известување дека еден човек починал пред својот дом во Делчево на ниска температура. И повторно, дали заради празниците или не, во тој првиот бран на студ не беа отворени доволно центри, особено во внатрешноста, а сега веќе почна да се раздвижуваат работите, но за жал имаме 3 жртви кои што можеби директна последица не е на времето, меѓутоа околностите придонеле да починат. Да, се сложувам со вашата констатација дека мислам не е директната причина не времето за смртта на овие 3 лица. Скопскиот случај дури незванично увидот од надлежните ќе си го каже во наредните денови сигурно причината за смртта, особено што мислам дека не се работи за бездомник и во овој случај, скопскиот случај. Лице со фамилија, со од кои причини се случило да замрзне, дали поради некоја болест што е имало лицето, па не успеало да дојде до својот дом или не, секако увидот ќе го каже тоа. Меѓутоа, овој сегмент го покриваше Министерството за труд и социјална политика и Црвениот крст. Мислам дека активно беа вклучени, особено Црвениот крст како невладина организација во изминативе неколку дена и беа во целосно постојан контакт со Центарот за управување со кризи. Лично од самите дежурни во оперативните наши центри и тимовите на Црвениот крст во повеќе случаи, не само за поединачни случаи, туку и за групни случаи беше реагирано со помош и спасување на одредени категории на завеани луѓе, поголема група на возила. Во изминативе 3 дена ни се случи неочекувано, иако Овчеполието нас ни е секој пат со ветер област. Ние имавме во текот на вчерашниот ден саат и по 2 сати, точно зимски услови, одвивање на целиот
тешки зимски услови одвивање на целиот сообраќај. Имајќи во предвид дека ниските температури и ветерот кој цело време е присутен во Овчеполскава котлина си го прави своето. Крупиште, локација Лозово, Сарамзалино и село што Павлешинци меѓу Свети Николе и Куманово беа карактеристични случаи за нас, каде што успеавме со надчовечки напори институциите и надлежните да се справуваат на секој 3-4 сати. Таму имавме прекин на сообраќај, чистење на високите наноси од ветер и одново правење и отварање на сообраќајот. Во овој дел би сакал да кажам и следново. Не само Република Македонија, и од прилогот што овде го гледавме кај вас, сообраќајната несреќа кај Долјевац во Ниш, во Србија, соседна Србија, не се случи на такви чисти и суви коловози. Се случи точно на слични коловози како што беше и сообраќајот со наноси од ветер на снег. Со наноси од ветер, да. Република Хрватска 3 дена имаше отсечени затворени аеродроми. Така. Денеска и на потегот на Дубровник и вчера и завчера имаме неочекувано нешто што никој пат не им се случило на Далмација и на далматинските градови од вакви ниски температури. Станува збор за онаа категорија климатски промени кои на светот му се случуваат, да. За жал Македонија, еве ќе речам уште еднаш годинава беше жртва на неколку случаи поплава и земјотреси и ова, меѓутоа колку и околностите влијаат на тоа, само да не ги заборавиме луѓето кои се на овој студ надвор, на кои што за жал поради сплет на околности им беше прекинат животот. Таков случај имаше во Струмица. Сузана Мицева работеше на терен и она што го забележа е дека во градовите како што е Струмица на пример не постои центар за згрижување на овие лица, а не само овој град во Македонија. Скопје не е Македонија, постојат и други градови. На ридот од Струмица, на улицата Пиринска, каде што може да се стигне единствено пеш, бидејќи улицата нема пристап за возила. Се наоѓа домот на 60-годишниот Трајко Трендов, кој во саботата почина од премрзнување. Една просторија преполна со ѓубре беше животниот простор на Трендов, кој по големиот дел од времето сепак го минуваше на улица. Откако почина, онака како што живееше, изолирано и под сите човечки стандарди, се отворија многу прашања за нефункционалноста на системот и државата, но и за хуманоста. Последните неколку години, Трендов многу денови минувал во соседството на улицата Крушевска република. Жителите од оваа улица велат дека постојано ги алармирале полицијата и екипите на идната медицинска помош и барале да се најде решение за Трендов. Така било и во саботата попладнето околу 14 часот, кога го забележале премрзнат и легнат во снегот на тротоарот. Трендов премрзнат тука го дигавме. Заледен го покривах со кебе, ракавици му ставав, значи го качивме со мајка ми во комбето. Не се движи, премрзнат. Да го носиш во брза помош, мислиш дека си направил се. Зошто е пуштен од брза помош? Зошто не е носен на интерно? Зошто не е носен во нервното? Само тоа ми е прашањето. Иначе овој човек, ние неколку пати јавувавме на полицијата, на болнична кола, ќе дојдат, ќе го земат 15 минути, јас го гледам, пак се враќа тука. Кај го носат, не знам. Одма за 15 минути го гледам Трајко, господинот Трајко, пак кај нас, пак се тресат тука како некоја риба. Од итната медицинска помош велат дека направиле се што е во нивна надлежност, но и можност да му помогнат на Трендов. Случајот им бил познат од порано, бидејќи за него имале чести интервенции. Во саботата, по повикот од жителите на Крушевска република, го однеле на интерно одделение во Струмичката општа болница, но таму одбиле да го примат. Го вратиле во просториите на брза помош за да не е на студот. Таму му дале да јаде и го оставиле да седи неколку часа. Според дежурниот лекар бил под дејство на алкохол, но состојбата му била стабилна. Вечерта, кога настанала мешаница со пациенти, повикале полиција. Полициските екипи го однеле во домот каде што живее син му и го оставиле кај него. Синот на Трендов пак живее во соба под кирија, во слични услови како и таткото, па сметал дека ќе му биде подобро во неговата соба на улицата Пиринска. Не можеше да говори, пушта убуси, говореше, после пушта... Него ништо не го разбираш што ми говори. Откај мене, откај што сум постан, го дигнах, го несех дома, до вратата, отклучих вратата, го несех, налегнах го креветот
Изпуших вонка 2-3 цигара, почеках викам да не излезе случайно да се подлъзна, да падне под напиене. Нема. И си заминах. Од Центарот за социјални работи во Струмица велат дека немаат регистрирано ниту еден бездомник, ниту пак имаат каде да ги сместат луѓето кои поради било која причина остануваат на улица. Единствено решение е да се носат во скопските центри за бездомници, но во вакви временски услови немаат транспорт. Без ресурси е и Струмичкиот Црвен крст. Единствено можеле да понудат топла облека и кебиња за оние што се смрзнуваат на студот. Но ниту облека, ниту кебе може да го заштити од проникнувачкиот студ 41 годишниот Дејан Јанков од Сушево, кој поради инвалидитет е затворен во студен и темен дом. 3 години живее без електрична енергија. Овој млад човек е принуден да седи во темница, без никакви услови за живот, а поради нелегален приклучок осуден е и на условна казна од 16 месеци, како и 300 евра парична казна, како и дополнителни 15 дена затвор ако не ја плати. Од старата кои ќе се долговите дојдени, значи на саато на мама што беше на името е ставен долго и јас немах тоа е толку средство, нели пари да платам у тај момент и дојдеам ја сечеа. После известно време ја закачувам јас тука на саато. Јас ја закачих сам. Они викат казна било голема, не знам што било. Дојдеа за 2 дена, па ме ја сечеа струјата. И од тога сум веќе без струја, значи тие 3 години. Земам нега од трето лице, 4200 динара. Значи, за јадене не стигат, не за струја, не за такво, ни за лекови немам доволно. Некој пат, не само од тако, ја што немам струја, вода, некакви елементарни услови. Значи, од това од самата психа некој пат ме доваѓа тешкотии на зглобовите. Без решение се институциите и во случајот на Дејан. Од Центарот за социјални работи велат дека тој добива постојана парична помош од 4200 динари. И доколку редовно си ја плаќа електричната енергија, ќе му се рефондираат по околу 600 денари од сметка. Нивните ингеренции завршуваат до тука. Поради тоа, но и поради фактот што на сите интервјуа за работа, Дејан бил одбиен поради инвалидитетот. Тој побара да му излезат во пресред хумани луѓе, да се плати долгот од 3000 евра за електричната енергија или да му се дадат малку дрва да ја помине зимата. Ова беше последно во топ тема на ваша страна за вечерва. Ви благодарам на моите гости во студиото за дебатата, а вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието.